Во таа коалиција тргнете ги албанците, па и другите етнички заедници, околу 350.000 веројатно етнички македонци излегле. И поише. И може и повеќе, еве нека си 350 до 400 да гласаат подведени под кампањата на СДСМ дека треба да се прифати Преспанскиот договор. Значи тој капитал од 350 до 400.000 луѓе СДСМ го сведе на после 5 години на 150.000 гласачи. Да го коментираме од СДС. Имаше една одлична поента, вели која во суштина коалиција во Македонија некогаш собрала 600.000 гласови колку што луѓе излегоа приближно нели на референдумот. Тој беше политичкиот капитал кој што Зоран Заев го имаше после промената на името. Што се случи од тој момент па навака знаеме дека Пендаровски победи некаде со 400.000, 410 мислам дека 1000 гласови. Вториот круг? Да, мислам дека во вториот 2019 437. 437. Добро. Во вториот круг. Во вториот круг. Силјановски многу... имаше некаде околу 380.000, мислам. 370. Да. Што се случи со како почна полека да се троши политичкиот капитал, нели тогаш беше на СДСМ, тогаш беше познато на метла, нели најавува со ДАС. Тогаш е почнат падот. Првите резултати кои наговестуваа дека има, ајде да речам, благо разочарување или даден жол картон од граѓаните беа председателските избори 2019 кога во првиот круг Стево Пендаровски водеше само 4000 гласа пред Гордана Силјановска. И покрај тоа што во СДСМ тогаш веројатно веруваа дека многу повеќе ќе води и ќе избустира таа победа многу полесно. Во вториот круг реално му беа дадени гласовите од Дуи со пред се етничко албански гласови победи. Тука се наговести дека СДСМ тој капитал почна да го рони на еден начин после само 2 години од своето владење. На еден начин може би короната, коалицијата со БЕСА. Ама ова збориме периодот пред. Да, ама сакам да кажам 2020. Тоа беше дури пред француското вето. Да. Значи Нели се слика они во авион? Ќе ги почнат преговори. Радувај се Македонија. Да, радувај се Македонија, ќе ги почнат преговорите, но убаво констатирал и Алберт Муслију на референдум каде што вие велите дека треба да се прифати Преспански договор за смена на уставното име за севкупна употреба, вие добивате 660.000 гласачи, од кои 40-50 беа против. 30 беа, мислам дека против. Добро, околу 610, 615-20 да речеме, биле за. Тој е капитал, политички. Да. Некој ќе рече албанците, ама албанците не излегло. Не излегува во мнозинство и албанците, кога ќе видиме по општините кај што се мнозинство за Преспанскиот договор, ќе се види дека има. Ние видовме дека корпусот на албански гласачи некаде околу 200.000 еве. Максимум 200 до 200. Све беше извадено што можеше да гласа. Така, кога ќе се види во таа коалиција, тргнете ги албанците, па и другите етнички заедници, околу 350.000 веројатно етнички македонци излегле. И поише. И може и повеќе, еве нека си 350 до 400 да гласаат подведени под кампањата на СДСМ дека треба да се прифати Преспанскиот договор. Значи тој капитал од 350 до 400.000 луѓе СДСМ го сведе на после 5 години на 150.000 гласачи. Значи тоа е прашањето дека луѓето не го казниле СДСМ за Преспанскиот договор, туку го казниле за се тоа што следуваше после Преспанскиот договор. Односно СДСМ се изгуби сама себе. Постојано мантрата и реториката беше ЕУ нема откажување од иднината, францускиот предлог мора да се прифати за да се продолжи патот напред, а внатрешно беа тотално неорганизирани, да не речам, ни се случуваа секојдневни скандали од секој можен аспект, да не зборам за корупција, да не зборам за неспособност. Ама мислам дека и за нивните членови многу понеприфатливо беше со бугарите. Скроз, тотално скроз. И за нивните членови беше како за партијата да се потроши, знаеш, бомбите, шарената револуција, тоа бараше многу напор од страна на тие членови. Сега светлото на крајот од тунелот беше членството на Македонија во ЕУ и НАТО. Они како да нема ништо друго да понудат. Тоа е трагедијата. Значи не само членството на Македонија во ЕУ и НАТО. Тие велеа
убаво рече, капиталот што го дале членовите на СДСМ и целото членство кое од некои си идеолошки, некои си граѓански, некои си национални побуди, нивните симпатизери и членови влегле во шарената револуција за да направат промена тогаш на власта и кога виделе за што се бореле, па земете ги социјалните мрежи, јас имам, ајде да не речам стотици, ама имам доста голем број на примери каде што самите тие членови на СДСМ велеле за ова не се боревме другари. Зашто ги гледаа СДСМ со промената на власти, кога станаа дел од владеачката елита, гледале дека биле не само неспособни, туку не беа капацитетни да решат една банална работа. Тргнете од учебниците. 35 години Македонија ќе направи како независна држава, па ќе го спомна мојот родител, го прашувам дали некогаш во 90-тите, значи на распад на Југославија, ембарга, тешка економска криза, на бранко приватизацијата, транзицијата, луѓе 300.000 на улица, никогаш не се доцнало да на 1 септември да нема учебници. Они тоа го направија да во држава која сега каква и да е, со техничко-технолошкиот развој, Македонија не личи денеска на држава од 90-тите. Луѓе идат по 5 пати на одмор у Грција. Тогаш иделе у Крани, у Претори, у Охрид. Да. Разбирате, сега се купуваат, не знам, читам по 15.000 станови годишно македонските граѓани купуваат на пазарот на недвижнини. Јас не знам тогаш кој купувал стан ко сега што разбираме ние од роднини пријатели купил овој стан, купил тој стан. Сакам да кажам, сменети се од тој аспект работите. И сега кога тогаш во таква тешка екстремна сиромаштија институциите на системот функционирале односно на време, во временски рок доставувале учебници, Министерството за образование и сите институции кои треба тоа да го направат на 1 септември за децава да учат, овие 2 години се правда, не знам, печатницата, тендерот не распишан, па овој го добил, па не знам, објаснува дека таа била тешка процедура, изискувала време. Значи беа трагични во тој аспект, ме разбирате? Да. Работи кои функционирале најнормално, институционално, они беа неспособни тие работи како што се функционирале до тој момент да ги спроведуваат и влегоа во една ситуација на тотална политичка изгубеност. Веќе они не знаеат што да прават со себе, со власта и ја повторува мантрата ЕУ и нема откажување од еднината, и ако почнаа луѓе да ги критикуваат, односно нивното членство или од членството на центар лево, либералната опција, што ги казни де факто таа центар лево либерална опција, тие што ги гласа 2016 и 2017 за да земат над 400.000 гласови, истите тие се отидоа да гласаат дел за ВМРО ДПМН, дел за Знам, дел за Левици, најголем дел абстинира. Затоа дојдоа до 153.000 гласа и кога ќе почнеат тие луѓе да ги критикуваат, овие уште поарогантни им велеа као па ако не ВМРО да го вратиме, па го вративте и тоа е тоа. Ама добро, тоа ВМРО да го вратиме почна уште у првите неколку месеци од владењето на. Па даде, ама они 7 години одеа на таа мантра па ако не да го вратиме ВМРО. Абе ти добиваш 2 последователни мандати врз база на претходно. Првите 5 години збора оправдувањето беше, односно секој напад кон нив беше оправдан со владењето на ВМРО ДПМН претходно и Никола Груевски. Да, ама затоа и тоа поминуваше од една точка, каде затоа што почна да не поминува и Груевски да беше најпопуларен најпопуларен стана политичар у Македонија. Заради тоа. Да. Заради тоа, значи еден дел од граѓаните се вклучи во шарената револуција зашто бараше промена на владењето на Никола Груевски. Кога они почна да си играат дрн дупка и да кажуваат па ако не ВМРО да го вратиме, истите тие што беа против Груевски, тие велеа па Груевски беше поспособен да владее од вас. Значи они на таа цела неспособност ги иритира и своите членови, луѓето кои од срце и од душа се вклучиле во шарената револуција, односно дале поддршка да се смени тоа 11 годишно владење. Јас не знам како може таа политичка партија да не учи од сопствените грешки. Нивните кандидати за председатели сега излегуваат и велат ја примивме, ја научивме пораката од граѓаните. Бе што сте научиле? Да не почнам да користам термин. Сите почнаа со тоа, само да им кажам на гледачите, ги поздравам уште еднашка. Ставете лајкови, за кратко доаѓа и Мечку емисијата, оправдано е одсутен.
Ќе збориме за СДСМ, после ќе коментираме новата влада, да знаете што ќе следува. Имаме интересни видеа и сечоци и скриншоти од што се зборело пред избори, што се зборува после. Ќе го коментираме и тоа. Добро, околу СДСМ, што ќе кажеш за кандидатите за претседател на СДСМ? Има ли тамо човек кој што нешто може да смени, да ја крене партијата, да биде сериозна опозиција, затоа што на секоја една здрава демократија и треба сериозна опозиција, да направи некаков резултат до локалните? Во дадениот момент, мислам дека премногу избрза со тоа што организира избор на нов претседател. Прво така наречениот отчетен конгрес кој им беше фијаско и не успеа да го организираат, е еклатантен доказ дека партијата веројатно се наоѓа, тај да не речам во клиничка смрт, но во многу деградирачка ситуација, во некоја си апатија веројатно целосна. И мислам дека ако беа малку од малку свесни, а гледам дека не се свесни, требаше да почекаат да им се оладат главите после катаклизмичниот резултат од 8 мај, да седнат веројатно сите карила или сите влијателни структури, да се договорат како и на кој начин ќе биде одржан тој конгресот, но да биде одржан, да речеме, на есен. Ковачевски е претседател во оставка и можеше да оди со таа мантра и тој наратив дека нормално после таков порасидал оставка дека нема да биде иден претседател, но требаше да почекаат да изанализираат и да направат еден вид на темелна анализа и барање на причините, односно да се стиши ситуацијата со ладни глави да се влезе во тој процес. Одењето на ваков брз конгрес, фаворизирањето на Венко Филипче како продолжена рака на кланот Заеви, што вели реториката на Христијан Мицкоски. Значи, вие ставате лик кој треба да биде стечаен управник на СДСМ, а СДСМ да биде претворена во приватна фирма на Зоран Заев и Вице Заев. СДСМ ќе ја доведе во ситуација на БСП-изација. Јас тоа цело време го говорам. Еве за вашите гледачи, БСП е политичка партија во Бугарија која е наследник на Бугарската комунистичка партија, како што СДСМ е наследник на Комунистичката партија на Македонија. БСП била владеачка партија во 90-тите години, исто како и СДСМ. Последно БСП победи 2005 и владееше до 2009 кога дојде Бојко Борисов. Од тој момент БСП стана трета или четврта политичка партија во Бугарија, не може да исчезна пошто има некое си гласачко тело најтврдо, но граѓаните во Бугарија кога после 10-11 години беа незадоволни од владењето на Бојко Борисов, во никој случај кога ќе излезеа на избори, не сакаа да гласаат за БСП, бидејќи беше поомразена. СДСМ оди по таа линија, да стане БСП во Македонија. Дали ВМРО ДПМН ќе владее 3, 5, 10, 15 години е небитно. Еден ден, како што ќе одминува периодот и како ќе се зголемуваат годините на владење на ВМРО ДПМН, природно е луѓево да се разочаруваат и да бараат променат, како што се случи со СДСМ, па дури и за Груевски 11 години каде што добиваше, да речем, плебисцитарна поддршка, дел од населението беше тотално задоволно од неговото владење, но имаше дел од населението што бараше, нели, промена. Сакам да кажам, нормално е во демократија, во повеќе партиски систем со избори, каде што се менувале властите, кај нас имаме, ако ништо друго, меморија на менување на властите, еден ден да дојде до желба за промена и на оваа власт, затоа велам 5-10-15 години. Кога ќе дојде, да речеме, граѓаните да сакаат промена на оваа власт, кога ќе видат СДСМ, условно кажано, како единствена алтернатива, и ако имаат веќе негативни чувства и сакаат да ја променат ВМРО ДПМН на Христијан Мицкоски, и кога ќе видат оваа СДСМ со истите преповторени кадри, ќе речат нема шанси и па ќе седат дома. Тоа се случува на БСП во Бугарија. СДСМ оди по таа линија на матрица, да заврши како маргинална партија на македонската политичка сцена и да се перпетуира од избори до избори, постојано да губи и така ВМРО да победи. Вакуум просторот, извини Милош, во Бугарија создаде да се формираат нови лево-либерални опции, како што е партијата Продолжуваме со промените на Кирил Петков, па и една
партија која е многу специфична во Бугарија, тоа има таков народ на На Слави Трифунов, да, ама таа политичка партија се формираше за 3 месеци победи на изборите во Бугарија. Зошто не создаде влада пред 2 години? Тоа е прашање што треба да се дискутира, но бугариве од толкава желба Бојко Борисов да го снема од политичката сцена, гласаа за ново формирана партија да победи на изборите. Веројатно ќе се случи и кај нас барање на нешто што ќе треба да го замени СДСМ, доколку СДСМ не се реформира и даде ново лице. Новото лице, тоа затоа ова го објаснувам, не е Венко Филипче. Значи веќе во јавноста се создаде одиум дека Венко Филипче е залепен до Зоран Заев, председател е на таа фондација на Зоран Заев. Кај да се појави Зоран Заев у Атина или на било кој политички настан, Венко Филипче е како млада невеста до него. И сега Венко Филипче, кој 2 години го нема на политичката сцена, подавањето оставка после пожарот на модуларната болница во Тетово, која Заев се повлече од премиер и него му завршен или мандатот како министер за здравство, Венко Филипче вие го вадите од нафталин, го ставате да биде носител во четворка и се е кандидат за председател. Тоа е процес на приватизација и заевизација на таа политичка партија. Сега една работа. Збореше на почеток за струите во СДС. Добро. Во суштина крилата да речем. Во суштина Ковачевски, еве, да кажеме Славјанка, но и со Скопје. Да речеме, кај се они скопското условно крило, представници. Стефан Богоев беше активен во овие избори, значи пишуваше, им се извини на граѓаните. Филипче и, нели, имаше подршка. Филипче од Скопје, но имаше подршка, нели, од Заев, од Струмица. Ја не верувам дека Зоран Заев тамо кажал да се гласа против партијата, затоа што нели негов близок пријател беше носител на листата четврка. Значи сите крила на СДСМ, без разлика дали е заевистичко, дали е, не знам, скопско, дали е вакво, дали е кумановско, сите крила на СДСМ изгубија. Абсолютно. Сите овие кои што се сега кандидати за председатели на партијата, сите заедно имаат учество во неуспехот на СДСМ на изборите. Ама знаеш кај е проблемот? Зашто не се кандидираа луѓе кои што, еве да речеме еден Стефан Богоев, зашто не се кандидираше? Сега ќе ти одговорам. Кој што немаше, види, јас знам он што предвидува и кој процес сака он да го види. Ме разбираш? Мене ми е јасно тоа. Он математиката на многумина од членовите на СДСМ е дека ќе почекаат новиот председател кој што наводно нели ќе биде наметнат или како и да ги изгуби локалните избори, па после да се појави некој друг како Соломоно решение. Ама тоа нема да биде така. Партијата ќе оди се надоле и надоле. Така. Дополнителен проблем е што се пријавија колку 5-6 членови на СДСМ. Колку има членови таа партија? Ама сега ќе ти објаснам. Тоа е маса. Не, постави добри дилеми, директно ќе ти одговорам на сите. Ај сега Стефан Богоев да не го коментираме зашто не се пријавил, дел од раководство. Како модел, така како да. пример, ете младо дете, да. Што сега беше граначалник на Карпош, да не можеш да му фатиш криминални афери, нема некои обвиненија, нема обвинувања, не знам, за такви. Ја позитивно го издвоив, еве. Да. Сакам, ама апсолутно ја се согласувам. Па сега ќе ти одговорам, еве да речеме директно за Стефан Богоев, па да не го кажам. Јован Деспотовски е кандидат. Он веќе на интервјуата и повеќе отворено кажува дека е спротиставен кандидат на наметнатото решение Венко Филипче, кое е логистички, организацијски, финансиски, па и ментално, психолошки форсирано да стане нов лидер на СДСМ како продолжение на политиката на Заев. Затоа велам, вие ако Венко Филипче го изберете за лидер, секој соопштение на ВМРО-ДПМН ќе биде пионот на Зоран Заев. Заевизмот во СДСМ. Ама истото беше и со Христијан Мицков. Беше, точно го наметнуваа тоа. Точно го наметнува и победи. Ама точно, ама сега ќе видиме уште една дилема. Јован Деспотовски не ги изгуби изборите? Сите ги изгубија. Сите беа носители на јавни функции, видливи за граѓаните, и они беа ликот на СДСМ. Те разбирам, ама знаеш ли кој е Не може Заев да биде крив. Која последната изборна победа условно кажуваме на СДСМ, Заев ја донел. Точно. Ама сега ќе ти кажам. Тај политичката логика. Ама точно, сега ќе ти кажам, да не именувам, имам пријатели кои се долгогодишни партиски активисти, не членови на СДСМ, кои учествувале во градењето на СДСМ. Не толку познати за јавноста, имам и такви кои се познати. Револтот на ова членство,
Тоа што велиш дека се пријавиле 5000 или 10.000, а тоа е една десетина или едно осмина од вкупниот 80.000 гласови за победи Заев. Па тоа сакам да ти кажам. За председател Овој на СДСМ. бојкот е бојкот кон Ковачевски со 3-40. Ама овој бојкот е бојкот наметнат кон тоа наметнато решение на Зоран Заев да биде Венко Филипче. Ама ја не мислам дека е кон наметнатото решение на Зоран Заев. Ја мислам дека е бојкотот кон сите кои што се кандидираат. Така е, добро. Затоа ама што сите ја носат одговорност. се согласувам. Ама најмногу сега се смета дека исфорсирано решение ќе биде Венко Филипче. А нека се соберат и нека гласаат повеќе против Венко Филипче. А не вака Не веруваат, не веруваат. Јас ти Не- кажувам што е тактиката. Они чекаат овој председател што ќе стане сега да тропне на локалните за да прават притисок, после да има вистински реформи. Ама Ќе пропадне СДСМ. проблемот е- Мене не ми е ама нешто така е. болка тоа голема, Ама- затоа што тоа го очекувам да се случи со сите естаблишмент Ама партии. сега вака, ние разговараме овдека за Само извини, уште ова ќе се разговараме за тоа дека има повеќе кандидати и дека не знам бојкот има кон кандидатите и така натаму и така натаму. Ја ќе и еви да се согласам. Ако за овие предложени кандидати има само 5000 или 6000 или 8000 пријавени луѓе што ќе членови што ќе гласаат за овие кандидати, а од тие 5 или 6000 веројатно 4500 се луѓе кои што нели преку лобирањето на Венко и на Заев се пријавиле да гласаат, тоа значи дека од дадените кандидати само Венко Филипче и Зоран Заев имаат капацитет да повлечат 4500, барем 4500 луѓе да гласаат за него. Другиве не можат да обезбедат ни луѓе што ќе ги гласаат на внатрешпартиските избори. Што логичен А се појавуваат по телевизии како логичен заклучок би било дека е единствен способен во СДСМ во моментот да излезе на терен, да активира членство, да собере потписи, да собере поддршка, да регистрира партиски гласачи за вакво е Венко Филипче. со поддршка на Заев. Ама и релевантно е да не е со поддршка, секој е со нечија поддршка. Така е, ама сега ќе ти кажам што е целата работа. Види, и Никола Груевски стана председател на ВМРО ДПМН со поддршка поддршка на на Лјупчо Лјупчо Георгиевски. Георгиевски. Па и И Христијан Христијан Мицкоски стана Мицкоски со стана поддршка председател на ВМРО на ДПМН Сашо со Мијалков и Никола на Груевски. Никола Груевски. Апсолутно. И сега и Зоран Заев стана председател на СДСМ со поддршка на Бранко Црвенковски.